Владата на Република Македонија го дава својот максимум и прави напори за зголемување на бројот на вработени и зголемување на кадарот во детските градинки ширум државата. Нови 222 решенија за редовен работен однос се доделени денес на волонтери и други лица кои досега работеле со договор во детските градинки во Македонија. Токму денес на денешен ден се доделуваат решенија за редовен работен однос на околу 222 вработени во детските градинки согласно Законот за трансформација во редовен работен однос, односно 222 волонтери или пак други лица кои што се ангажирани со договор во градинките ширум Република Македонија денес ќе добијат решенија за редовен работен однос. Останува уште завршување на третата и финална фаза од овој проект за трансформација на волонтерите и договорците, лицата кои што се ангажирани со договор на дело или авторски договор во градинките во редовен работен однос согласно Законот за трансформација во редовен работен однос, проект на владата на Република Македонија. Третата фаза ќе опфати уште околу 200 вработени, односно вкупно со целиот овој проект со Законот за трансформација во редовен работен однос околу 670 професионалци ќе бидат ангажирани во детските градинки, 670 семејства ќе добијат редовно вработување, меѓутоа исто така и градинките ќе добијат подобар квалитет за грижа на децата од предучилишна возраст, а најбитно самите дечиња ќе добијат и поголема грижа од страна на професионалците кои што се ангажирани во детските градинки. Владата и во иднина ќе продолжи да работи на реализација на овој приоритет. Ќе се продолжи со интензивна изградба и отварање на нови детски градинки во 2016 година и нови вработувања во детските градинки, како и во наредниот 4-годишен период, додаде заменик министерот Спасов.